10 милиони евра е штетата од измрзнување на овошките во Росоман. Уништени се праските, јаболката, црешите и дуњите. Мразот не ги поштеди ниту лозовите насади, информира за телевизија стар овоштарот Владо Орданов. Значи во општина Росоман средината на месецот беше мрзнењето негде во нискиот дел 100%, негде повисоко што имаше некои од старите сорти, Клецкевен, Редкевен, Глокевен, тие нешто имаш. Иначе овие европски сорти што ги викаме тие беа 100% измрзнати. Додека јаболката, трешата, дуњата и сливата у папката беа измрзнати. Негде од прилика негде 10 милиона евра. Пролетниот мраз не ги поштеди ниту лозовите насади. Тури има и ошта на лозета. Она Смедеревка, тоа беше порано развиени, Норичка нискиот дел има и исто и на нив штета. Колку има штета на лозовите насади? Лозовите насади не може да се процени уќе за тоа што беше ноческа. Тоа така нискиот дел че има штета на Смедеревката, се уште не може да се каже. Колкава е површината каде е направена оваа голема штета? Тоа негде мислам се дека 530 хектара пред 3 години кога беше измрзнувањето исто вака, кога она во општина се прибува, 530 хектара е на овошки. Овоштарите од овој регион добиле ветување од ресорниот министер Цветан Трипуновски дека ќе бидат обештетени, без при тоа да ја спомне висината на сумата. Министерот дојде кај нас и ни кажа дека ќе бидеме обештетени и во општината мислам како елимена непогода ни дозволија да се више пријавуваме и мислам дека уште 5 дена трае рокот за пријавување. Не знам колку ќе бидеме обештетени, не знам. За тоа што ние за овошките 85% ги дадовме трошковите, сега требаше едно-две прскања и требаше да береме, но за жал ние се уште ќе даваме трошкови, немаше да береме. Мразот не ги поштеди ниту малешевските сливи. На сливите на седми имаше некој процент околу 2-30% измрзнуваме, синоќа кажи веќе околу 90% се измрзнати. Исто така кај вишните миналата ноќ беше 10% измрзнато, сега околу 50%. Лично јас дека се имам околу 60.000 евра штета. Во овој регион се надеваат дека и ним ресорното министерство ќе им излезе во пресрет за обештетување од причинетата штета.